Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Следната спортска легенда потекнува од најодбојкарското село, можам да кажам, во Македонија, а љубителите на одбојката веднаш ке речат Лешок. Да, од Лешок е нашиот следен гостин. Тоа е никој друг, туку популарниот Жарко, или уште попопуларно го нарекува Жаре Ристовски. Тој е наша вистинска спортска легенда, човек кој изгради една изворена кариера во одбојкарскиот спорт и како играч и како тренер. Како играч доволно е да кажам дека во Македонија има освоено 11 титули шампион на државата и 11 купови. Од нив 10 со работнички фершпет, 1 со Шкендија, а исто така има освоено куп во Романија, вице шампионски титули во Романија и не знам уште колку успеси на одбојкарските терени. Впрочем, и ова што е овде на масава покажува кој и што е Жаре во одбојкарскиот свет и воопшто во светот на спортот. Сега на почетокот би ме интересирало, веројатно и вас ве интересира, како успеа да дојде во одбојката, а би рекол лесно, бидејќи потекнува, реков, од најодбојкарското село, Лешок, прекрасно село, во подножјето тука на падините на Шар планина, чист воздух, убавина. Наместо да бидеш атлетичар, да трчаш крос или да играш фудбал на отворен терен, ти отиде во одбојката. Зошто? Па добро, најпрво би сакал да ве поздравам и да ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време во вашата емисија да бидам јас дел. Што се однесува до мојата кариера, како што и сами кажавте, потекнувам од селото Лешок, село каде што со години сега и овој спорт, одбојкарскиот спорт, а мора да потенцирам дека потекнувам исто така и од спортска фамилија, бидејќи мојот татко, брат и татко, мојот татко 70-те години активно се занимавал и со одбојката и со фудбалот. Дури има настапувано и за фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово. Всушност, неговите зборови од она што успеа да ми наметне, да ми го наметне спортот со некои негови убави спомени, ги прифатив во целост и ете, и ден денеска веќе 30 на години активно се занимавам со овој спорт, а одлуката за тоа што сум дел од одбојкарскиот спорт падна точно во моментите кога мојот постар брат Томислав Ристовски, кој што всушност беше и репрезентативец на одбојкарската репрезентација на Македонија, едноставно ми даде мотив, едноставно го гледав како мој идол и сакав да тргнам поточно по неговите стапки. Името на татко ти, за да ги подсетиме љубителите на Љуботен, фудбалскиот клуб, затоа што морам да кажам и во овој момент, Љуботен е еден од најстарите фудбалски клубови во Македонија и навистина е штета што згасна тој клуб и што може би постои, ама живурка. Љуботен беше фудбалско име во македонскиот спорт. Тоа мора да го кажам и да го признаеме дека е тоа така. Токму така, значи Зоран Ристовски, Мелич, популарен надимак, да, токму така. Има настапувано во одбојкарскиот клуб Оникс од Лешок, а исто така и во во фудбалскиот клуб Оникс од Лешок и во фудбалскиот клуб на Љуботен од Тетово. Значи има некаде десетина години активно играно фудбал, за да исто има и за одбојкарскиот клуб Лешок настапувано на некои надпревари. Како што кажав, значи тој спортски дух се уште владее во нашата фамилија. Брат ми се уште е исто активен во тренерските води во Германија, а нормално најголемата поддршка сега имаме токму од нашиот татко. Опасна е оваа лоза Ристовски во светот на спортот. Па добро, се трудиме да бидеме добри. Ти покажа дека навистина си добар и квалитетен. Кога почнаа твоите добри игри, затоа што имам информација и со тебе кога разговарав, почна уште од младинец да играш и за сениорите, дури од пионерче.
Кога почна со одбојка? Кога проводе или нешто подоцна? Па дефинитивно моите почетоци со одбојката се уште од многу рани години, значи веднаш само што почнав да одам на училиште на 6-7 годишна возраст, после завршување на училишните активности, секогаш се собиравме на популарното Косто во нашето село, има еден спортски терен кој што се вика Косто, и таму сите деца, а посебно во попладневните часови, оние сите кои што играа во одбојкарскиот клуб Лешок, всушност беа таму и играа. Значи, после завршувањето на школските обврски, се собиравме со моите школски другари и веднаш после училиштето, заборавајќи понекогаш и на обврските што ги имаме за учењето, одевме и си игравме. Всушност, првите мои чекори беа токму во моето родно место. Значи, од училиште со ташната на рамо, право таму, дома не. Па, се случуваше некогаш, да бидам искрен. Така да, веќе на 12 годишна возраст, бев регистриран во младинската школа на одбојкарскиот клуб Лешок, каде што всушност и започнаа тие мои први официјални надпревари. Паралелно во тој период, како 600 одделенец, учествував во одбојкарската секција во основното училиште Кирил Пејчиновиќ во село Тејарце. И таму може да кажам дека тие 3 години, како 12, 13 и 14 годишњак, успеавме да ги освоиме републичките надпревари, предводени од наставникот Живко Масовски. И навистина тоа беше еден голем резултат за мене. Секогаш почнуваше од тие општински надпревари, за да на крајот завршиме во тие републички финални надпревари. Во општинските надпревари бев препознаен од господинот Драшко Хаджилјовски, кој што нормално е една спортска легенда, еден човек кој што остави траен белег во одбојкарскиот спорт, и на негово барање, веднаш после завршувањето на основното училиште, како осмоодделенец, всушност си го потпишав мојот прв договор со екипата на Љуботен од Тетово, настапувајќи во кадетска конкуренција, а исто така и во првата екипа. Во првата екипа веднаш беше стандарден или повремено влегуваш? На 13 години не бев стандарден, повремено влегував. Меѓутоа веќе на 14 годишна возраст веќе бев стандарден првотимец и навистина имам приубави спомени од тогаш. Со екипата на Љуботен, како што кажав, во кадетска конкуренција на 2 пати бевме шампиони на Македонија, додека со сениорите успешно се надпреварувавме во втората македонска одбојкарска лига. Тебе те препознаа уште од млад како добар примач и тоа остана во целиот твој спортски одбојкарски век? Па да, знаете како, одбојката е малку поспецифичен спорт и бара специализација. Доколку се одлучиш да специализираш во еден елемент, тогаш се насочуваш, остануваш тука, доколку сакаш нормално да направиш некоја подобра кариера на позицијата каде што всушност настапуваш. Нормално дека има исклучоци и во одбојкарскиот спорт каде што еден играч може да игра на две позиции. Некогаш по потреба и ја напушташ таа позиција. Токму така, меѓутоа ете, основна моја позиција беше примач на сервис, која што цела моја кариера е игра. Имаше некогаш така разочарувања поради лошиот прием? Некогаш. Почесто. Имаше. Нормално дека спортот е таков. Никој не може да биде перфектен. Имаше и такви моменти, меѓутоа имаше многу поубави моменти, отколку такви. Па затоа и обстана толку долго. Да. Љуботен во втората лига, ти играш за кадети, играш за младенци. Со кадетите стигнуваш до титулата, ми се чини, првак на Македонија. 2 пати, токму така. 2 пати со сениорската екипа, меѓутоа твојот квалитет доаѓа до полн израз кога си во Љуботен и сега тежнеш за нешто повеќе. И што се случува после тоа? Па после 2 години поминати во Љуботен, го направив мојот прв професионален договор со на колку екипата години? На 17 години. Да. На 17 годишна возраст го потпишав мојот прв договор со одбојкарскиот клуб на Југохром од Јагуновце. Во овој клуб се задржав 5 години, клуб со кој што на 5 пати бевме освојувачи на Купот на Македонија. Југохром каде играше, во Јагуновце или во Тетово? Секогаш Југохром играше во Тетово. Игравме во Тетово, затоа што во Јагуновце немаше можности, немаше сала и сите наши надпревари ги игравме во Тетово. Навистина, една прекрасна генерација која што остави траен белег
во македонската, а посебно во тетовската одбојка. Навистина, тие мои почетоци за секогаш ќе останат врежани во моето срце, затоа што во тие моменти навистина покрај мене имав вистински легенди кои што навистина беа многу популарни одбојкари. Секако Владимир Ѓорчевски, Ципа, Борис Чуприна. Владимир Ѓорчевски кој беше? Владимир Ѓорчевски е татко на нашата Лина Ѓорчевска, најдобрата тенисерка. Па затоа те прашав. Да. Така да, навистина, многу научив од сите тие кои што беа покрај мене и навистина сум им благодарен. Многу. И со Југохром резултати какви? Како што кажав, со Југохром резултатите 5 освоени купови на Македонија, не успеавме да станеме шампион, меѓутоа затоа во тие 5 години на никој не му дозволивме да го освои купот. Што беше тоа? Договор пред почеток на сезоната? Или почувствувавте дека првенството долго трае, па има екипи кои се поквалитетни од вас и поситуирани, финансиски подобро стојат, па ајде да не влегувате во дуел со нив, да си чекате купот? Не, да бидеме искрени. Секогаш желбата на секој спортист е да биде максимум, нормално, и да се освои шампионатот, меѓутоа во тој период мислам дека имаше други поквалитетни екипи од нас, тука беше екипата на Работнички, екипата на Вардар, тие го држеа тој шампионски примат, додека, ние успеавме да им ги замрсиме нивните сметки, ако може така да се каже, секогаш купот да биде во нашите витрини. Во Југохром настапуваше, те гледаа стручњаците и видоа во тебе навистина талентирано момче, одбојкар кој може далеку да оди. Ти во мислите тогаш имаше ли некоја борба во себе да останеш тука, да одиш во друг клуб, да продолжиш, да се надградуваш? И што се случува после Југохром, затоа што 5 години не се малку. Тие те врзуваат и некако емотивен стануваш код тој клуб и потешко ти доаѓа кога ќе помислиш дека треба да го напушиш. Ти во тие моменти на што се решаваш? Знаете како, дефинитивно разделбата беше тешка. 5 убави години поминати во Југохром, во Тетово. Едноставно станав едно популарно име во Тетово, околината, нормално и во Македонија пошироко. Тешка беше дефинитивно разделбата, меѓутоа, како што и пред малку споменав, желбата на секој спортист е да напредува. Во тие моменти екипата на Работнички Фершпет беше шампион, актуелен шампион и секако дека желбата беше моја да преминам во актуелниот шампион. Секако дека моите добри игри беа запазени од тогашниот тренер на Работнички Фершпет, професор доктор Јошко Миленковски, кој што отворено ми понуди да бидам дел од неговата екипа. Значи, легендарниот Јошко. Да, мора да кажеме. Дефинитивно. Значи, 10 години другарував со него. Всушност беше мој тренер, а исто така професор и на факултетот за физичка култура и навистина многу научив од него. Всушност, она што сега го работам, дел е тоа што сум го научил од него. Секако дека неговите квалитети како тренер, како професор се неспорни, всушност сега и неговата нова функција како селектор на турската репрезентација доволно говори за неговиот профил на тренер, на професор, пред се и на човек. Бидејќи и ти си тренер сега, па ме интересира вака нешто по-конкретно за Јошко, ова е убав момент за него да кажеме, неговите карактеристики. Што беше она кај него што успеваше кај вас со одбојкарите да ве анимира, да ве загрее за тој спорт, да ве наелектризира, би рекол, наостри за борба, за освојување на титули, за победи. Така беше и во репрезентацијата, така беше и во клубот. Да, дефинитивно е комплетен тренер и како личност и со знаење. Нормално дека тренажниот процес кој што тој го спроведуваше во текот на сите тие 10 години кои што јас бев таму, вродија дефинитивно со плод. Освоивме на 10 пати, станавме шампиони на Македонија и 10 пати го освоивме купот. Секако дека во сите моменти од играта знаеше како да не мотивира, нормално, понекогаш
и да се скара со нас. делува толку мирен, мислиш, ништо не може да го изнервира. Па добро, како што кажам, навистина комплетна личност која што треба да биде пример за многу тренери да тргнат значи по неговите стапки доколку сакаат да успеат и во таа тренерска кариера. Наоѓаше секогаш мотив и кога бевме во некоја неизлезна ситуација во која што можеби никогаш не верувавме дека нешто може да се случи, јас како капитен на таа екипа, заедно со него, заедно сите со играчите успеавме навистина да направиме. Тргнувавте во невозможна мисија, ама на крајот па знаете како успешно. Добро споменавте, невозможна мисија, можеби никој не ни очекуваше дека екипата на работнички Фершпет ќе се најде на една сама завршница да одигра еден Final Four. На нас тоа ни успеа. Значи започнувајќи од 97-98 година до 2007 година, тој период од 10 години, навистина групата, генерацијата на играчи кои што бевме сите заедно, едноставно толку се зближивме, толку се сплотивме, изгледавме буквално како еден. Буквално бевме како една фамилија. Заедно бевме во хотел Панорама, сместени, заедно живеевме. Сето наше слободно време го поминувавме заедно. Што значи дека, за 10 години успеавме на многу пати да стигнеме, значи во четвртфинале од надпреварите во Еврокуповите, успеавме на 10 пати двојната круна да ја освоиме, а исто така круна на се беше 2007 година, кога со екипата на работнички Фершпет успеавме да се најдеме и на таа завршница од топ тим скупот, поточно за учество на еден Final Four. Всушност тоа представува и најголем резултат на македонската одбојка после осамостување. Тоа беше во 2007 година во Модена, Италија. Во Модена, Италија, сега ќе ни кажеш кои беа покрај тебе оние актери во работнички Фершпет во тој период. Па знаете како, бевме значи една генерација која што дека тука беше и репрезентацијата на Македонија, речи си сите, вие бевте и репрезентативци. Значи тука беше Виктор Зафиров како среден блокер, тука беше Хари Наковски, тука беше Александар Митев. Нормално дека секоја година имавме и по некој странец. Христо Модев беше долго време во екипата на работнички Фершпет, 3 или 4 сезони. Исто така имавме некои играчи од Бугарија кои што ни помогнаа за тој резултат. Сапчев, Алексич настапуваше исто тој период. Така да, навистина, бевме добра екипа, сите заедно успеавме да го направиме она што можеби малку ми наверуваа дека токму екипата на работнички со тој буџет во моментот што го имаше учествува на една Final Four завршница со буџет против репрезентации кој што има над 10 милиони евра. Сега кажано, сега ти да ни кажеш во тој период 10 годишен во работнички Фершпет дали имаш и турбулентни ситуации, некогаш разочарување, пат, скок или секогаш беше на ниво и да не подсетиш на некој, ако имаше такви дерби надпревар неизвесен, бидејќи вие бевте мета на сите тимови други во државава. Токму така, значи во тие 10 години екипата на работнички Фершпет учествуваше во сите европски купови, значи сите години поред. На почеток во топ тим скупот, како што кажав, нели бевме учесници и на самата завршница на Final Four-от, играјќи против многу силни екипи, како што се екипите на Пит Зомерс, Omniworld, Берлин, исто така во 2007 година бевме во група со украински Азовстал, што всушност беше и нашиот противник, кој што го победивме на домашен терен и се пласиравме во Final Four. Да, токму така. Тој надпревар можеби ми е еден од најдрагите надпревари, затоа што всушност преку тој надпревар се најдовме на една сама завршница во едно европско надпреварување. Исто така би издвоил надпреварите со одбојкарскиот клуб на Будванска ривиера, каде што после завршувањето на моите активности со работнички Фершпет, заедно со професорот Миленковски, се преселивме во Будва, навистина направивме еден голем резултат, успеавме да стигнеме повторно до Final Four и на крајот да го освоиме бронзениот медал. Тој Final Four инаку се играше во Рим, во Италија и токму последниот поен
од тој надпревар го освоив токму јас и мислам дека тоа ми е најдрагиот поен кој што го имам. Спомна поен, ги броиш поените во надпреварите, колку си освоил? Па не, да бидам искрен не, затоа што сум бил фокусиран на многу поважни нешта. Да ја завршиш поените, работата. Да, поените доаѓаат на крај нормално. Како резултат на играта на целата екипа. Токму така. А од македонските тимови во тој период некој Па знаете посериозен како, вака противник? Да, секогаш како конкурент ја имавме екипата на Струмица, која што секогаш беше финалист. Одбојкарски град, нема дилема. Дефинитивно, а исто така некаде 90-тите години исто екипата на Шкендија од Тетово беше навистина многу силна, така да се играше многу добра и многу силна одбојка. Ти во тој период беше и репрезентативец на Македонија. Дали тогаш или подоцна кога беше покојниот Димитар Циев, кој беше декан на факултетот овде и прв селектор, ми се чини, така, на одбојкарската репрезентација. Токму така. Беше во тој состав? Да, вака сега. Значи И она случка со грците околу токму така. името, знамето и се она што се преплетува со години на релација Грција-Македонија. Така, значи моите почетоци со репрезентацијата започнуваат во кадетската репрезентација, значи 90-та година и од тогаш па се до 2010 година сум активен учесник во сите акции на одбојкарската репрезентација на Македонија. 92-93 надпреварувачка сезона за прв пат бев повикан на поширокиот список на репрезентативци од страна на сега веќе покојниот Димитар Циев и тоа всушност ми беше прв собир со сениорите, со репрезентацијата. За 94 година во Прилеп игравме квалификации за европско првенство, беше и мојот прв настап против репрезентацијата на Шведска и од тогаш па наваму сум не само што сум бил, значи во 12-те повикан во поширок список, секогаш сум бил и во почетните во ростерот на репрезентацијата. Па сега почнавме за репрезентацијата, да довршиме со настапите во репрезентацијата, а потоа ќе продолжиме за одењето од работнички фершпет во Будванска ривиера и натаму кариерата одиме на репрезентацијата, затоа што Димитар Циев беше првиот селектор и професор, а Јошко Миленковски беше негов ученик, па тој наследи нешто од него и сега како се одвиваат тие репрезентативни години на македонскиот одбојкарски тим и ти во него? Па добро, од секогаш ми било чест и задоволство да настапувам во македонската одбојкарска репрезентација. Уште од самиот почеток, како што кажав, за прв пат бе повикан на поширокиот список 92-93 година. Во сите квалификацијски циклуси што ги имам играно за европско првенство, сум бил учесник. Покасно, кога професорот Миленковски 97 година дојде на Кормилото, токму така, имаше години многу успешни за македонската одбојка, затоа што на многу пати се најдовме во 16-те репрезентации во Европа. Ние не сме учествувале на некој европско надпреварување. Меѓутоа, системот на надпревари секогаш во одбојката е потежок отколку во другите спортови. Да кажеме, ако во еден спорт, друг во ракомет или во фудбал учествуваат 24 репрезентации, во одбојката 12 беа. Па 16 и сега веќе очекуваме можеби во некоја блиска иднина, значи тој систем на надпреварување што го имаат другите спортови да се имплементира, да кажеме, и во одбојката. Тогаш нашите шанси би биле реални да се најдеме и на едно европско надпреварување. Меѓутоа, со самиот влез во 16-те репрезентации во Европа, во ранкингот, ние всушност сме биле во кремот. Да, европски квалитет. Токму така. Имало многу надпревари, многу квалификации, навистина добри резултати, секогаш во тие предквалификации сме биле први во група, сме биле и втори во група квалификации, меѓутоа, пошто само првиот од група одел во Европско, не сме успеале да се пласираме, така да сме имале навистина преубави моменти, убави спомени и навистина... Кажа во Прилеп деби, потоа некој надпревар од квалификациите, јас го спомнав оној со Грција
и Циев тоа беше во напуштањето на Струмица. селекторската фотелја и така. Да. Исто така, да кажам дека и некаде 10 години имам носено и капитенската лента на македонската одбојкарска репрезентација, се во се една, може слободно да кажам, успешна моја авантура со македонската селекција. Од квалификациите вака кои ти остана во сеќавање, кај што сте биле на прагот, ама не сте успеали? Па знаете како, секогаш сме биле на прагот, секогаш сме биле многу блиску, меѓутоа некои секогаш се одлучувало дали за еден сет, дали за 2 сета, не сме успеале да влеземе во една сама завршница. Имало многу надпревари, не би можел сега во моментов да се сетам, меѓутоа секој надпревар бил навистина интересен. И од тој репрезентативен тим некои имиња? Да, секако. Твои соиграчи? Уште на почетокот, пред малку го споменав, Владимир Ѓорчевски, Борис Чуприна, Митко Стојанов, Гоце Славков, Тихомир Пауновски, Ико Коцевски и многу Чадиев беше, Јањевиќ, Алексов, Илиев, Горан Зафиров, навистина многу имиња кои што навистина оставија траен белег не само во македонската одбојка, туку и во пошироки размери таму каде што настапува. Токму така. Поголем дел, ако не и сите од нив, има настапувано во странство и тоа во многу силни лиги. Кога дојде крајот на твоите настапи во репрезентацијата на Македонија? Па со самото завршување како активен професионалец дојде крајот и на мојата репрезентативна кариера. 2010 година, квалификации за Европско првенство, што се играа во салата на Борис Трајковски, всушност кој беа тогаш, и моите надпревари. Па беше репрезентацијата на Португалија, репрезентацијата на Холандија и уште една селекција во моментов не можам да се сетам. Меѓутоа беше навистина силен турнир, успеавме да видиме подобри од дури една Холандија, успеавме да забележиме победа 3-2 и навистина таа победа ја голем резултат беше тој, затоа што Холандија, знаеме, може да кажам и е одбојкарска велесила. Дефинитивно. Холандија. Токму така, во нивната репрезентација и на тој турнир учествуваа сите познати звезди. Асови. Токму така.